Добар ден, почитувани гледачи, уште еднаш од К3 телевизија. Термин резервиран за утринска програма. Денеска разговараме за една многу важна тема која се надам дека ќе го привлече вашето внимание. Многу мина знаате дека физичката култура е клучен предуслов за здравјето на секој човек, од најмладите па до најстарите. По тој повод го поканиме професорот Никола Котевски по физичко образование да поразговараме на ова тема. Професоре, насловот физичка активност предуслов за добро здравје. Што значи физичка активност за секој човек? Од најмалата до најстарата возраст. Па прво да ги поздравиме гледачите, те се заблагодарам на поканата и најмногу сакам да се обратиме до помладата популација, а секако ќе офатиме и повозрастната популација. Прашањето е на место, значи како што треба. Физичката активност е поврзана со менталната активност. Значи тие се две неодвоиви, значи два неодвоиви елементи во една целина која не може да функционира едно, во која не функционира едно без друго. Физичката активност значи физичко вежбање како број 1. Второ значи физички активности како што се например домашни работи, работи во градина и така натаму. И имаме здравствена форма. Значи во физичката култура имаме такви работи кои народот лесно може да ги препознае и да ги разбере. Значи има активен и пасивен начин на живење. Јас имав прилика бегло ќе кажам со лекари да разговарам и на шега, значи прашувам дали има активен начин на живење, дали е добар, се смее нормално, лекарот вика да, тоа вчера во текот на вчерашниот ден. А друг начин викам на физичка активност, он ми одговара пасивен. И сега во таа шега вика ма трет и он се смее вика нема. Значи ние мора да се определиме за активно живење или пак така, мислам, несвесно да прифатиме некој полупасивен или пасивен систем на живење. Еве вие професоре секој ден си имате ваш вообичаена програм на физичка активност, 2 часа физичка активност. Еве, на вашиот пример, што тоа на вас конкретно ви дава за организмот? Маријан, пак ќе кажам извонредно на место прашање, затоа што кај нас во Македонија, за жал, а и во поранешните југословенски простори, во некои, би рекол, бивши републики, недостасува од севкупната култура, недостасува еден сегмент, редовна нагласувам физичка активност и физичко вежбање. Значи, што недостасува кај нас? Ние сме сведоци секој ден. Позитивниот личен пример, за да гледаат помладите генерации, да се определат уште од најмали години, значи за активно живење или за пасивно живење. Таа определба најлесно се случува и големи траги остава ако се случи од 4 годишна возраст до 12 годишна возраст, ако ние на детето му дадеме еден редослед на работи со личен пример, дека треба физички да е активно секој ден во определен термин, дали временски ќе гледаме колку треба да шета, да се движи и така натаму, знаеме во каква ситуација е нашата младина и нашите уште помали деца од младината. Значи, ако тие гледаат позитивен пример, тие го потврдуваат тоа со своето ангажирање. Ако не гледаат активност, сега ние знаеме, гледаме секојдневно, значи се определуваат за играчки, а најголеми играчки денеска станаа мобилните телефони. Значи, според тоа, подобро е да го земеме за рака секое детенце, па во друштво на негови другари, па да има некој еден, двајца возрастни и да се воведе секојдневна физичка активност. Тоа што
сеја, значи, недостасува најмногу позитивниот личен пример, се одразува во сите сфери на животот и децата полека сега во текот на емисијата ќе имаме прилика да кажеме, се повеќе ги намалуваат своите физички перформанси. Значи, од 4 до 12 години, ако не се влезе во таа зона на физичка активност, после е многу потешко тоа да се свати, а да не речеме и прифати. Професоре, има многу примери, еве вие во работите во училиштата, доаѓаат деца со доста голема дебелина, разни деформитети и родителот се прашува од каде сега ова, што треба да се направи. Вие добро рековте дека треба да се тргне навреме со физичка активност, подоста многу тешко се искоренуваат овие работи. Тоа, значи, секојдневно пак ќе речеме сите ние се среќаваме со тие проблеми, бидејќи кога ќе земеме да речеме колку се движат децата, а нормата е најмалку 1 час дневно, 60 минути тие треба да поминат во, да речеме, едно најнормално одење. Пример, половина час нека изодат во предпладневни или пладневни часови, половина час нека изодат во приквечер или навечер, во вечерните часови. Меѓутоа, тоа треба да биде организирано, плански, систематски, планирано. Значи, кај нас е се уште хаотична состојбата и затоа сме дојдени во една замка, значи, влеговме во една замка каде што не водиме надзор и контрола колку ни се децата физички активни. И тоа резултира со тоа што ние кај децата не обезбедуваме здравствена форма. Значи, едно е физичка активност, друго е физичко вежбање, а како последица на тие две активности доаѓа здравствена форма. Дете ако настине, например, најпросто ќе кажеме, 4 пати во текот на еден период, која ќе почне есента па до пролет тамо, значи имунитетот му паднал на најниски гранки. А од друга страна, децата, значи, не можат ни менталните сили да си ги зголемат од проста причина што немаат енергија доволно во себе. Значи, не се полни со енергија, туку се во една состојба да речеме едвам ги одржуваат своите секојдневни обврски на училиште, дома, слободни активности и така натаму. Тоа ми е мислата, сакам да кажам дека мора на некој начин, тој збор е неопходен сега, мора на некој начин децата да го сменат системот, методот на живот. Професоре, имаме ли ние овдека во Македонија и во Куманово здрава младина со соодветна физичка активност? Еве, што мислите вие лично? Па вака, оние деца кои, Маријане, најважна работа е, значи, на децата, спомнав пред малку, не да им нудиме само играчки и мобилниот телефон. Туку на децата треба да им нудиме, да им пренесеме знаење. А тоа знаење се гледа низ тоа што ние ќе им го организираме на некој начин нивниот живот уште од малечки. И ако ние тоа знаење, а не играчките, им го пренесуваме на нив, им кажуваме од колку голема важност е самото значење на физичките способности, тие ќе сватат дека не смеат да си дозволат да бидат инфериорни. Ова што го спомнавте пред малку, значи, постои ли човек на планетата кој сака да види подгрбавен или грбав човек? Постои ли некој кој сака да види болникав или болен човек? Постои ли некој кој сака самиот да биде подгрбавен или болен и така натаму? Тука се неопходни драстични големи промени, така што мој предлог уште од многу одамна беше со најдобра намера вештините или техниките, тоа е, значи, преведено од грчки техника, вештина, треба да ги превземат не учителите, треба да ги превземат стручни лица. Значи, детето седи 4 часа, 5, 6, а кога ќе дојде во предметна настава во оделенска по 4-5, кога ќе дојде по 6 часа, 7, а само 3 пати има физичко и здравствено образование во текот на неделата, а 30 и неколку наставни часа, 40 можеби во текот на неделата седи, а потоа не рекреира, не спортува, значи ние така создаваме деформации, кифоза, сколиоза, лордоза и така натаму и така натаму. Дури имаме и песпланус, рамни табани доле, затоа што децата и да се роди такво, ако се движи, многу полесно ќе спречи оштетување на срцето и другите внатрешни органи. Меѓутоа, така е сега како што е состојбата. Меѓутоа, професор, еве, конкретно
имам слушнато во едно семејство, детево почнало да игра на компјутер и родителите велат, ајде да одиш малку да се занимаваш со физичка култура, да спортуваш ово она, и секогаш изговорот е да се доиграм со другариве, да доиграм, и тоа трае час, 2, 3, 5 до рано наутро, и еве тука е проблемот. Родителите, значи децата... родителите мора да сугерираат дека треба да се... Јас сум сигурен, ова што го зборуваме сега и ти што го нагласи, значи ова работа како новинар што е нагласена од ваша страна е многу битна работа, затоа што децата за ништо на крај на краиштата не се виновни. За се, буквално за се виновни се родителите. Значи ако не му даде позитивен личен пример и ако нема постојана контрола, што сакам со ова да кажам? Значи мора да бидеме прецизни. Здодевноста денеска царува. Значи што да правам? Значи никогаш не смее да дозволи родителот да го остави детето во една празнина, да он покаже здодевност или неупорност во надзорот на детето и во давање на насоки и правци како да се однесува. И на родителите им е најлесно, сега ќе кажеме, сите сме родители, една критика и на родителската адреса. Значи ние за да најдеме некој привиден мир, го оставаме детето и формално му викаме престани и така натаму. Меѓутоа, ево, гледав сега пред некој ден во неколку филмови, вика, не треба тоа, него треба, земи го за рака и кажи му, а нема дете на светот, во ниједна држава во цел свет, што не сака да прошета со мајка или со татко, ако ти и јас и било кој, сите ние му образложиме дека сега ќе одиме со една доза на одушевување, да посетиме некое место, некој роднина, некој спортски настан, детето ќе тргне, ама тоа треба да се прави уште од мали нозе. И многу е полошо, значи ако ја нема таа навика, он си стекне своји некои навики кои се малку надвор од интерес на неговото здравје и после доаѓа најтешката фаза, одвикнувањето. Одвикнувањето е 100 пати потешко од навиката. Професор, таа физичка активност се пренесува и на младите кога ќе излезат во градот да се пошетаат и кога ќе седнат во кафулињата, значи немаме ние овде природна комуникација, се со телефони, се допишува, вибери едно, друго, трето, така да и тој сегмент е многу лош за младите луѓе. Значи, нема никаква природна комуникација, не се разговара, нема однос коректен, како да кажам, и така натаму. Тоа што сега го кажуваш е, како да кажам, централен проблем долги децени, не години. Значи, во што е нашето размислување и нашиот фокус во овој момент. Значи, кога бев, да речеме, во некои земји, морам да се вратам назад, во Норвешка, во Данска, во Шведска, во Австралија. Значи, само да спомнам, нема посебни акценти и нагласки да ставам, затоа што тоа е минато, ама од минатото некогаш се влечат дебели поуки. Децата, во една ваша емисија спомнав тоа порано пред година и повеќе. Значи, децата кога ќе дојдат на тие 4 години, 5, родителите воопшто во странство, кај што сум бил, не чекаат. Ќе им облечат буквално, ќе кажам, значи и сликовито, значи има деца кои се повеќе реагираат акустични типови и деца кои реагираат визуелно. И они проценат сега кое дете го носат, например, да гледа еднаш, 2 пати, 3 пати, 4 пати разни спортски активности. И детето само ќе си ја искаже својата припадност и волја. И уште мали, на 4 години, им облекуваат дресови со кратки ракави, кои, кога ги гледав, до тука им беа, до рачниот зглоб. Кратки шорцеви кои им се исто до скочниот зглоб, што сакав пред малку да кажам. И им создаваат, значи, веднаш навики ги насочуваат и ги водат таму, а во присуство на децата не се само родителите, туку доаѓаат роднини, баби, дедовци, чичковци, вујковци, така што во публиката 90% и повеќе се роднини и пријатели кои сакаат да му дадат апсолутна и целосна подршка на детето, да остане, ако не како надпреварувач, барем како активен рекреатор доживотно во спортот. Значи, да ги паралелно да води сметка и за училишните обврски, ама и да собира енергија да биде редовно активно во некоја физичка активност, така што таму децата имаат два спорта. Еден централен и главен
и така ги насочуваат и колегите, и еден помошен спорт, значи кој му помага за во главниот спорт да постигне поголеми перформанси, резултати, успеси. И штом се тоа канализира од помали години, потоа и детето да го натераш и да го убедуваш, да речеме, ај, остави го спортот, ќе те водам во некоја друга активност, култура, уметност или било што. Тоа ќе рече, ќе дојдам и тамо, ама спортот не го оставам. Затоа што тоа влегува во системот на неговото однесување, размислување и тоа е начин на живење на крај. Дали сметате дека овие 3 часа се доволни за правилен физички развој на сегашните генерации? Вие многу пати сте кажувале дека во некои европски земји секој ден има физичко образование во училиштата. Така Дали може и кај нас тоа да се... Така е, не. Ние сме посиромашка земја во однос на инвестиции во образованието, а образованието е, како да кажам, носител на од посебна општествена важност и значење, носител на генерациите како во животот ќе се однесуваат и докаде ќе стигнат и каков начин на живење ќе имаат. Меѓутоа, ние можеби немаме сега финансиски мускули, да се изразам од аспект на физичка култура, како влада, како држава, да воведеме толку часови. Меѓутоа, јас секогаш сум предлагал да се воведе лига, значи, на активни спортистчиња деца и лига на рекреативно спортување. Сега тие што имаат малку, пред малку спомнавте, што имаат, значи, прекумерна телесна тежина или дебелина. Тие се две различни категории. Значи, тие деца и тие немаат одбивност и одбојност према физичката култура. Треба да бидат во опфат, да ги офатиме и една лига за понапредните, што имаат сила, издржливост, брзина, скочност, окретност, поразвиени аеробни способности, значи развиени бели дробови, тие нека се надпреваруваат во лиги кои, да речеме, ќе бидат и претенденти за да влезат во некоја европска конкуренција. А овие другите да бидат светски прваци во рекреација. Ја така обично велам, или олимписки победници во здравје. Значи, не мора он да се бори предизвик да му биде челенџер, што викаат англичаните, мора по секоја цена да направам кариера. Така многу деца, значи, обратен ефект доживеат во животот. Родителите имаат своји некои желби, желботеки и тоа се ќефови родителски, детето да ми биде по секоја цена, не знам, фудбалер, кошаркар, одбојкар, не може така. Значи, тоа мора да се работи и да течат реки пот и интерес на детето да има, затоа што најважна работа е интерес сега. А кога има интерес, ќе дојде и до технички знаења, и тактички знаења, и физички перформанси. Значи, интересот да не сгасне. А ние не помагаме тука, не даваме дополнителни сили на децата и децата одат со едно друштво и тие се откажат другарите, и он се откаже. Потоа оди во втор спорт и тие некои лабаво работат или некој па се оддели, постигне многу повисоки резултати и он се споредува. Најлоша особина споредување со некого. И вика, па тој напредна, јас напреднав, ќе се откажам. Значи, ако има порази, значи мора да разграничиме, ние сме возрастни луѓе. Низ порази, низ серија порази човекот и детето јак не е. Единствен најтежок пораз е откажувањето. Ние сме сведоци секој ден и прашам учениците, овој сменил 5 спорта, овој 6 спорта, сега каде си? Никаде не сум. Ева, професор, сега тука се постава прашањето, кој е виновен за тоа? Еве се случувало, родители го пратат детето, например, да игра одбојка. И помине недела, 2-3, и оно дојде дома и вели, па ова е многу тешко, тренерот ме сега борува наводници малтретира, па напорно е едно, друго, трето, и вика да се откажам, и родителите велат, па синко, ако ти е добро, ако не откажи се. Значи, повторно тука треба да биде клучна улогата на родителите. Така. Не треба да се дозволи да се детето откаже самото. Ти му кажеш, продолжи, па ќе видиш. Токму така. Тоа е линија на слаб отпор. Значи, родителот не треба, ние знаеме, со сила нема убавина, односно со сила нема успех, а исто и со молење. Сега тука треба да се пронајде таа многу суптилна, чувствителна граница. Значи, родителот треба да биде на некој начин едукатор. Значи, јас пред малку реков, значи, многу е битно знаењето на родителот. Ако со аргументи он му каже, пред тоа, значи, ментална гимнастика направил, се интересирал, прочитал нешто, разговарал со луѓе кои се стручни во, да речеме, во музика, во уметност, во физичка култура и
го следи развојот на детето и може да праша после 2 недели, 3 да отиде. Јас реков дека родителите одат секогаш на секој тренинг во тие земји кај што ги спомнав. А онако отиде и ќе каже едноставно, ајде да дојдеме до заеднички став, заедничко гледиште, дали моето дете е со интересот како што треба, а дали ужива, дали се радува, дали со одушевување доаѓа на тренинзи, или пак вие како стручно лице од физичка култура мислите дека тоа е подобро за координација, не е добро за стекнување само на сила, или е подобро за техника и така натаму, така што и детето да се земе во тој круг на разговори и детето полека, слушајќи ги разговорите на тренерот и на родителот, ќе свати дека, например, мора да направи некоја промена. Животот е пол со промени. Не може човек во една мајца да оди 10 години или во една река, што викаат филозофски гледано, да се искапеш 2 пати, зашто водата си отиде. Протекот на водата е во реката, ќе се искапеш, али во истата вода не можеш. Сакам да кажам многу суптилно, прецизно. Значи, детето треба да се следи во неговиот развој, да има стално подкрепа, подршка, храбрење, бодрење и да има чувство дека секогаш зад него во најголема близина е родителот, кој максимално се интересира за него и прави се, дава се од себе, барајќи и стручни лица, барајќи начини заедно со детето, со семејството комплетно, да му каже дека, значи, во Америка постои тоа. Значи, сега актуелно е, ќерка ми беше летоска, таму ми донесе некоја литература, значи, доживотно, они го викаат целоживотно посветување, целоживотна посветеност на спортот. Значи, да не дојде детето, зашто тамо најголем проблем е дебелината, пред малку ја спомнавте, значи дебелината и прекумерна телесна тежина. И се за да се спаси детето, да речеме, да го сочуваме како личност пред се, и умствено, и физички, и духовно, ние мораме да му дадеме смерници, насоки. Сега кај нас тоа оди потешко, бидејќи спомнав пред малку, немаме такви лиги, немаме постојана физичка активност. Во овие земји, само уште ова ќе го спомнам, значи он оди на еден редовен час по физичко и здравствено образование. Кога ќе заврши, он немаат полночасови, 4-5 часа. Едни одат во кабинетот по музика, едни одат не знам каде, а овие што се децата кои имаат прекумерна тежина или дебелина, бира во кој спорт оди игра тамо, или игра голф, или игра кошарка, или игра одбојка, значи задолжително еден редовен час во школа, една слободна активност и попладне пак има тренинг, оди во некој клуб. Значи 3 пати оди на рекреација, а кај нас, ајде да кажеме, професионалците тоа не го прават. Значи по 3 пати. Многу важно и начинот на исхраната, бидејќи добра физичка активност и правилна исхрана уште повеќе го заекнува човековиот организам. Тоа е многу суштествено, фундаментално, есенцијално прашање. Значи, ако некој авион пробаме со нафта да го налиеме за да лета, нема да успееме, бидејќи треба керозин. Така што ова прашање е изворедно. Гледаме што прават децата. Мајонези, не знам, чипсови, разни грицки, газирани пијалоци, па потоа кетчап се претерува, па компирчиња, не знам вакви, па сендвичи, па хамбургери, чизбургери, тостови, не знам што. Не може со такво гориво организмот да оди напред. Значи, треба домашна храна. Значи, најнеопходно е домашна храна. Децата прво забораваат да пијат вода на време. Јас на моите Колку професор треба да се пие вода дневно? Некои велат 7 чаши, некои велат 12, некои велат 10. Дневно според СЗО, Светската здравствена организација, на секоја тежина од 10 килограми, значи човекот знае колку ќе се измери на вага, најмалку долната граница е 300 милилитра вода. Значи човек ако е тежок, да речеме 70 килограми или 80, помножиме 8 по 3, 24, значи најдолна граница 2 литра и 400 милилитра. Меѓутоа, општо кажано е, и кај оние што се најфизички најнеактивни, не треба да чекаат да почувствуваат чувство на жет. Значи, секогаш треба да се пресретне тоа. Што се случува ако не се пие доволно вода? Па, човечкиот организам е 70% кај некои може би повеќе вода. Ако не се пие вода, дојде до дехидрирање. И
тоа дехидрирање, значи пред малку спомнавте неправилната исхрана, немање на физичка активност и дехидрирање на организмот, луѓето се чуда што сега во пораз беше пред некои денови, значи најтешките болести се развиваат, рак, така, разни рак на рбетен столб, рак на дојка, не знам, да не навлегуваме во таа зона и сфера. Значи, најтешките болести тие со задршка доаѓаат. Не доаѓа за 2 години, 3-4, кај некого за 7, за 10, за 12 години ќе дојде. Зошто? Затоа што не го хидрира организмот, нема доволно инсомнија, не спие, значи нема, има испрекинат сон, не спие редовно. Колку е важен, професоре, сонот за човекот организам? Сонот треба да биде нормално, како што е, пак ќе кажам, према Светската здравствена организација, 8 часа дневно. Меѓутоа, сепак тука има индивидуалитет, значи на некого му е доволно 7. Меѓутоа, не може со 5 сата, со 5 часови спиење или некогаш 10 и тоа не чини 12, значи ако се претера со спиење, значи организмот станува инертен, тром, во сите сфери на животот. Меѓутоа, треба и умот исто. Според тие истражувања да се легне на време, тоа подразбира 11 часот, Така, по 11 и по. Меѓутоа, многу луѓе остануваат и легнуваат 1, 2, некои 3 и така натаму. Па, исто, мислам, многу е јасно дека најдоброто спиење, најцврстиот сон е меѓу 22 часот и 02 часот навечер. Тука има најцврст сон. Јас во мојата нова книга, која намерно ја пролонгирав подолго, бидејќи е пообемна, тоа ќе го објаснувам можеби на 10 странички. Значи, сакам да кажам следното. Не може на анрегулација, надвор од регулација. Значи, доволно течности, доволно сон, доволно физичка активност, правилна и здрава исхрана. И се што некој правилно и здраво се храни. Пример, пие вода колку што треба и внимава, не пие газирани пијалоци и така натаму. Се храни најдобро. Меѓутоа, ако не спие како што треба, се тоа пропаѓа во вода. Значи, треба све редослед. Ево овие што се врвни звезди во фудбал, во кошарка и така натаму. Тој живее еден стил на живот, еден метод, еден принцип на живење, значи тотално како да е во специјална единица за подготовка за во Вселена да лета. Во нашето обкружување го имаме за пример многу блиску Новак Ѓоковиќ. Како вие го ценувате тој човек? Новак Ѓоковиќ имаше една фаза во животот, така да ја крстиме, да не разбере секој, каде што се префорсира. Многу е лошо, да речеме, и претренираноста, да се префорсираш, значи преамбициозноста. Сега, гледаме, сите знаеме, се врати ево на втора позиција и така натаму. Ако се префорсираш, мора да дојде до претренираност, односно истоштеност и исцеденост на организмот, или до некои повреди, како што дојде кај него. Да, лактот. Така, лактот отиде на некој начин. Сега, тоа се вика рекомпензација на организмот. Кога организмот ќе се врати во нормалните токови на живот, ова што го зборував, нередовна исхрана, без стресови, значи он имаше и стресови, секој човек во животот има стресови. Меѓутоа, дали можеш ти да ги ублажиш, да ги амортизираш и да ги ставиш под контрола, бидејќи ти си собственик на својот ум. Сите тие стресни состојби зависи од тоа, значи да не си претрениран, да не си нетрениран и сите овие работи пред малку што ги набројавне да бидат ок, значи во најдобар ред, да биде све како што треба. Меѓутоа, некогаш доаѓа, значи, желба да се иде подалеку од црвената линија, значи да се биде супермен или над човек. Тогаш се прават грешките. Тој ги свати тие грешки, се надевам и верувам во тоа и сега, значи, не е оптоварен, не е под некои стресови, не е под состојба која го притиска, морам вака, морам тоа, морам она. Едноставно игра тенис, се забавува. И играјќи, кога е стабилен, кога има редовен сон, кога има смирена состојба во своето семејство, кога има, да речеме, правилна и здрава исхрана, он претеруваше нешто и во исхраната на некој начин, мислам, експериментираше премногу, тоа е таа работа. И сега кога ќе дојде во една состојба да свати и да прифати тој да свати самиот и неговиот организам да прифати што е индивидуално најдобро за неговиот организам и за неговата психа, тогаш човекот се пронаоѓа. И гледате често, например, на полно турнири, тоа е мајсторството, велемајсторството во спортот. Некој турнир ќе го прескокнеш.
Не може да одиш на сите турнири. Како и јас, например, кога 121 маратон истрчав, ама не може почнав 84-та до, да речеме, 2018 годишно доаѓа по 3 маратони најмногу. Не можеш ти по 30 да трчаш. Ќе трчаш оваа година 30, другата година ќе не можеш воопшто да се пронајдеш каде си и ќе се откажеш порано, ќе скратиш кариерата. Тоа е. Да се вратам што зборувавме сега ова за сонот. Се сеќавам, ние правевме една анкета пред година и нешто и го запрашавме еден човек кој има 83-4 години и го праша новинарот што е клучен предуслов за долг и среќен живот и за добро здравје. Човекот рече само една работа: добро и квалитетно спиење. Тоа е најбитно затоа што тука се поврат имаме, односно енергијата цела се акумулира во човекот и тој ако знае рационално да ја троши после, тоа е најдоброто. Меѓутоа тука има и една друга зона. Значи, ево да земеме една просторија од 4 агли, а на учениците тоа им го кажувам. Внатрешен, една свеќа свети тамо, да речеме во аголот, тоа е внатрешен мир. Човекот мора да е исполнет, да има внатрешен мир. Односно да е задоволен со тоа што го има. Значи, најповеќе луѓето страдаат во споредување со разни појави, предмети, личности и преамбициозност. Значи, кој сум, тој сум, каков сум, таков сум, одлично ми е. Значи, прво треба внатрешен мир. Второ треба, откако ќе се помине тој агол, тој ќош, се оди во вториот, треба самодоверба. Значи, да градиме. Ако изгубам ја верба во луѓето, во животот, во себе, значи, нема повеќе што да изгубам, сум изгубил се. Значи, треба мир, самодоверба. И третото, ќоше или агол е љубов. Љубов према мајка, према татко, према своји деца, према сите деца што ги воспитуваш, према спортот, према да учењето. Добро, да не правиш зло на луѓето. Значи, да се оди по таа линија, значи да имаш соодушевување, со енергија, со љубов да приоѓаш на секоја работа. И ако така приоѓаш, тогаш четвртиот агол е надеж. Значи, овие свеќи ќе се угасат ако не работиш правилно. Ако немаш натрешен мир, таа се гаси. Ова ако немаш, да речеме, пример, ако немаш самодоверба или тие другите работи што ги кажав, значи, тие се гасат. Ама вечито гори една свеќа, ако си ти силен, ако имаш во градите силен дух, таа свеќа на надеж, па ќе ги запали повторно и внатрешниот мир, и самодовербата, и се живот ќе дојде на едно ниво. Значи, ние живееме во таква средина во каква живееме. Ние не можеме сега да го допреме небото или да се залепиме за патос доле. Секогаш треба да си даваме кураж, значи да си даваме енергија во себе, дека денеска е ден за живење, за добри работи, а ако денеска така размислуваме, утре ќе биде слично, исто или подобро. Тоа е. Професоре, кажете ни како вие размислувате се тоа што го зборувате, да го преточите во некој пишен документ, бидејќи вие рековте дека работите на интересна монографија. Не, тоа е научно дело, стручно научно дело. Што конкретно предвидувате во тој ваш научен труд? Што ставате на повеќе акцент? Јас затоа долго време го подготвувам тоа, затоа што не сакам тоа да биде само нешто отпечатено и излезено, мора на некој начин да биде корисно, да издржано, да биде корисно. Од тој аспект гледам вака, значи ние офативме некои теми. Значи, мора сите да сватиме дека здравието е најгоре, да покажам и со рака, и на здравието се му е подредено. На здравието нема ништо. Под здравие, луѓето прво мислат да кашлам, да не кашлам или да сум болен. Не. Прво, најважно е психичкото здравје, менталното здравје. Значи, имам душа, немам душа. Значи, дали сум духовно богат и имам позитивен став пред малку вие што рековте. Потоа, доаѓа, значи, духовна разиграност. Душата да биде разиграна, попрецизно да кажам посликовито, умот да биде ментална бистрина, ментална хигиена да имаме. Без разлика што некој ќе постапи лошо, зло, треба на секого да му простиме и да заборавиме тоа. И трето, да сме физички активни заради здравствената форма. Физичка форма е, например, или специфична физичка способност да се спреам специјално за пливање. А физичка форма, физичка активност е да речеме да работам во бавча, во нива, секаде, секој ден. А вежбање е, значи, да јас
по патот на медитацијата или по патот, да речеме, на средување на своите мисли, бидејќи не смееме да бидеме агресивни. Овдека на Балканот уште владее агресија. Значи и према себе и према други. Значи агресијата се гледа прво во ликот кој ќе му го видиш на некој човек, во мислите некој агресивен, некој, да речеме, и дури и физички агресивен. Се треба да биде со внатрешен мир исполнето и се опфаќа, значи, една целина се прави на тој начин. Значи, работиш на тоа да си пред се и над се човечен, потоа да си физички активен, да си ментално изгимнастициран, извежбан секогаш, и духот секогаш да ги победува тие ниски страсти, нечисти, значи, мечтаења или било што. Него да живееме логички, активно, во моментот во кој се наоѓаме. Значи, животот е момент. Ако сега направиме добар разговор, значи, после ќе направиме уште 10 добри разговори. Ако направиме сега, да речеме, нешто не мачи, тоа ќе продолжи да не мачи. Затоа треба, прво, да ја црпе секој љубовта од туѓата среќа. Оној што гледа само за себе, никогаш нема да биде среќен. Значи, преку среќата на другите, тоа во едно интервју сеќам Тереза Кесовија низ громко гласно смеење го кажуваш. Јас вика на 1000 луѓе што ги сретнам, им кажам се убаво. Ево јас имам еден обичај кој ќе ме праша некој како си со здравје, викам јас според моите години одлично, а ти си помлад, ти посакувам 10 пати подобар да си. Така и Тереза викаш, ја ќе сретнам 1000 луѓе на пример за еден месец. И на секој ќе му кажам, добро, он ќе ми врати нешто и јас добивам 1000 повратни позитивни вибрации и информации. Така што животот е убава, многу убава работа. Не треба да го скратиме својот или на другите. Ако можеш некому нешто да му помогнеш во било кој аспект, биди секогаш човечен и разбран. Ако не можеш, значи не му прави никакви, тоа и во Библијата го има, не му прави никакво зло. Тоа е. Професоре, зборувавме за начинот на исхраната. Еве, што вие би препорачале за секој млад човек, рековте домашна храна, што тоа подразбира? Па е вака. Значи, децата денеска не јадат доволно течна храна, не јадат домашна храна. Значи, јас, ево, мојот метод ќе го кажам, имав преко еден блок, значи, електронски, студенти МК, дојде една новинарка и кажав, јас 4-5 пати дневно, ако можам, кога можам, јадам супа, например. Потоа, не може да се замисли 5-6 пати во текот на денот да не земе дете овошје. Не може да се замисли 5 до 6 пати. Па ако сака едно морковче или едно јаболко, нека биде толку, ама 5-6 пати да земе. Потоа, 5-6 пати да земе зеленчук. Децата во стаклени кутии или во пластични кутии, кои повеќе ги одбегнуваа во стаклени, носе половина шака Макдоналдс натре. Едно јаболко. Децата во Австралија, кои спортуваат, која бе во едно приватно училиште, имаа задача килограм јаболка секој дневно да јаде. Значи, тие ги вадат отровите од организмот, сите токсини што се, и организмот станува чист. И децата прифатиле. Прво имало нека одбојност, после децата прифатиле сите. И им ги прегледуваат ранците, дали внатре секогаш, ја тоа го работам долго време, дали има доволно вода. Ако нема доволно вода, значи проблем ќе настане. Дали ќе биде потопло денес или не, тоа не зависи од нас. Значи, треба да знаеме дека се менува воздушен притисок, се менува влажност на воздух, се менува температура. Нагло некни, ако се сеќавате во Риека, например, за 1 час 18 степени падна температурата. Значи, организмот треба да се бори, да ги совлада тие стресови, временски или било какви. Кога мислам време на прилики и деприлики. Тоа сакам да кажам, значи, ево, во врска со храната да завршам. Значи, треба да јаде што повеќе течна храна, да пие доволно течности, 5-6 пати да зема зеленчук, 5-6 пати да зема овошје, да одбегнува газирани сокови, да одбегнува и тие со шеќери што се сокови многу. Значи, шеќерот е многу опасна работа, тој тера во најтешките болести. За мене е медот. Медот, изворедна, фантастично, значи, дополнето. Медот е незаменлив. Значи, треба, ево, јас, например, исто во тој блог тамо кажав, ако викам користи на некого, морам да го кажам, зашто и книга да имам, треба да ја дадам на 20 да ја прочита, што ќе ми е да стои дома. Значи, кажав тамо, значи, ако нешто имаме да соопштиме корисно, пушти го тоа меѓу луѓето, за да видат сите.
Јас ќе чујам од најмногу сум научил некогаш и од децата и од некој човек, нема поделба на луѓето вакви такви. Сите се за мене, значи најпаметни, зашто од секого може нешто да научам. Така што, значи, ова сега што го зборуваме за исхраната, прашај, размени мислење со 10, со 20, со 30 и полека ќе видиш на твојот организам најмногу што му одговара. Не можеме ние од пример од медицината, не имавме скоро 30-40% предмети на мојот факултет. Ама не можеш ти да му дадеш рецепти на некого, зашто сите организми се различни. Не можеш да му кажеш, утре ќе каже, зошто ти ми кажа вака, а на мојот организам не ми одговара. Значи, секој треба да прави тестирање, да види што му одговара. Ама, општо познато е, според Светска здравствена организација, дека треба 5-6 пати овош, зеленчук, доволно течност, не откако ќе оджеднеме, пред да оджеднеме, да не почувствуваме никогаш жед. Спиење колку што треба, доволно, и редовно легнување во исто време, редовно станување во исто време. И цврст, и добар сон. Не, значи, со проблеми не се легнува. Значи, убаво навечер, 1 час пред да легне дете, например, или возрастен човек, нема робување на телевизија, робување на мобилен или некои работи тогаш кои предизвикуваат стресни состојби. Значи, тогаш треба да се опушти организмот, да се опушти менталната сфера и полека човекот да тргне на ноќен одмор и да одмори кога ќе стане утрето, значи утрото наутро кога ќе стане, он треба да биде обновен. Тоа е. Професоре, што ќе настане доколку човекот, да кажеме 7, 10, 15 дена воопшто нема никаква физичка активност? Па тоа сме осетиле сите, значи нема човек кој не го осетил тоа. Ако нема он, да речеме, спортување, значи ги двоиме тие вежбање физичко. Седи дома, гледа телевизија и јаде чипс. Јас сум среќавал луѓе, да ви кажам, значи, Маријане, најпрецизно луѓе кои со гордост тоа го истакнуваат, а јас укажувам колку можам. Вика, ќе дојде сега зимски период или луѓе кои се интелектуалци, кои се на позиции, ама со тоа го скратува животот. Вика, ќе дојде зимскиот период и штом фати тоа најстуденото, ќе пуштам цела зима едно 40, 50, 60 филмови и се затворам дома и седам гледам филмови. Нема, човекот не е една градба, да речеме како зидот и да стои да држи 5 века, или 3 ако може, или 2. Човекот е материја која мора, така е замислена, човечкиот организам е најпрецизна машинерија. Значи, мора да се движи. И сега луѓето вика, ама јас живеам пасивно, ама немам последици. Тие се со задршка, тие нема сега да дојдат, ама кој ќе дојдат во најизразена силна форма и ќе кажеме сите после. И тој самиот ќе каже, што ми стана, што се случи, одеднаш вака. Не е тоа никогаш работата, значи дојдена до тенко конче да се кине одеднаш, него ние сме поставиле, значи, такви моменти во животот, полека сме го срушиле своето здравје. Така што, значи, ево кажувам, најдобро намерно, од дно на душа, значи, мачи го телото, оди движи се, и вас ве гледам, стално се движите, значи, мачи го телото помалку, не да помногу, значи, дозираност. Секој ден, за да не те мачи после тоа. Значи, тоа е таа работа. Значи, подобро е, мене ми викаат кога појдам на тренинг, професоре, вие тамо сте научиле, лесно вие на вас, а јас 2,5 сата, 3 сата, например, трчам и така натаму и правам физички вежби за сила, не знам, шпринтеви. Викам, не ми е лесно, некогаш не ми се пуштаат ни 2 чекори, ни 1 чекор. Викам, зошто? Ама јас одам за здравствена форма, не одам за да бидам како во теретаните, што да бидам таков или да речеме да бидам прв во некоја дисциплина. И на сите им препорачувам, борете се за здравствена форма, за да не трчате и да не одите брзо по аптеките, има лек, нема лек, да не трчате по болниците, по амбуланти, по специјални ординации. Значи, трчајте колку можете помалку по здравје, одете по здравје, заради здравје, а немој да одите по аптеки и по болници. Значи, тоа е основно. Професоре, при крајот на овој наш разговор е една ваша лична порака до граѓаните од североистокот. Веројатно ќе испратите апел сите да спортуваат за да бидат здрави. Па, јас сум благодарен прво на сите вас, што ја на некој начин, на секој што е во новинарството, бидејќи вие на некој начин некогаш и во ние што ги викаме обични емисии, тоа се
Тоа е истражувачко новинарство. Значи, ја би ги замолил сите овие јавните медија, пишани, не знам, телевизии, да опстанат, да обстојат, бидејќи тие се извор или темел, значи извориште или темел на информирање на луѓето. Некои луѓе, ето, гледајќи телевизија, ќе научат нешто, значи ќе видат нешто поучно. Значи, јас би им порачал на сите овие медиуми да обстанат прво, да се даде поголемо значење на секој медиј, дали е локален или е на државно ниво и така натаму. Значи, да им дадете слобода, да ги финансирате медиите, да викате луѓе од сите професии, од сите струки, затоа што на народот му недостасува едукација, бидејќи на полето на неформално образование или на само едукација ние заостануваме. И овие емисии, не само ние што ја водиме оваа емисија, таа е дел, парче, а мозаикот се прави во сите сфери да има информативни гласила и значи денеска живееме во сфера на информатика и кибернетика. Значи мора луѓето да бидат информирани. Кај слушнав на телевизија, а има што да се слушне. Слушнав на радио. Значи повеќе да се посвети внимание на здравиот начин на живење. Значи зашто се од главата поаѓа. Ако тој слушне некои убави работи, тогаш и физички ќе се активира, и ментално ќе се активира повеќе и ќе прави поздрава, поубава комуникација со сите, така што ќе се створи еден баланс, еден убав баланс, една рамнотежа, човекот ќе си дојде во една ситуација на подобрување на своето умствено, физичко здравје, па и севкупно здравје. Тоа е. Професор, ви благодарам, мислам дека кажавме доста работи. Па се Во надевам. некоја друга прилика ќе ве поканиме повторно. Јас, моја лична желба е да има што повеќе часови по физичко образование во сите училишта. Од тоа нема штета, може само да има корис, но за тоа има надлежни кои треба да решат. И се гледаме во друга прилика, професоре, во секој добро. Ви благодарам на поканата и уште еднаш поздрав до вас и до гледачите. Почитувани гледачи, толку за денеска, имате пријатен ден со К3 телевизија.